Помина речиси година дена откако го направив документарниот запис за богојавление во 2024 Господово лето меѓу народот попознат како Водици, кога начелно се договоривме со Илјо Прентовски, првиот меѓу еднаквите членови на црковно-манастирскиот одбор на Мислешевската црква Свети Јован Крстител, манастирот воведение во храм на Пресвета Богородица и манастирот Свети Клибен Охридски, да направам документарен запис и за осветувањето на припратата на соборната црква Свети Јован Крстител, чиј камен темелник беше осветен на 20. мај 2023 Господово лето. Не пооди долго време, поточно речено неколку дена по Петровден, ова 2025 Господово лето, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Илјо Прентовски, зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. Добар ден, Илјо од село Мислешово ми треба? Новинарот Зоран го бара, проговорив преку апаратот. Добар ден, овдека Илјо Прентовски од село Мислешово. Зоране, ти ли си? Го слушнав гласот на Илјота од другата страна на телефонската линија. Јас сум, му одговорив. Како си ми, Зоране? Ме праша. Добар сум, реков. Ќе ме израдуваш или? Зачудено ме праша. Кажи им на твоите соселани дека на 27 јули, ова 2025 Господово лето, на денот на осветувањето на припратата на соборната црква Свети Јован Крстител во село Мислешово, ќе дојдам во Мислешово, му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите ќе знаат. Голем мерак ми направи, Зоране, мощне голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост ми одговори. Напад за Мислешово од Скопската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓа во 5 часот и 30 минути и по речиси неполни 2 часа и 30 минути стаса во Мислешово, каде што во црковниот двор на црквата Свети Јован Крстител ме пречека Илјо Прентовски заедно со неговите соселани, кои ги превршуваа подготовките за осветувањето на припратата од црквата Свети Јован Крстител, заедно со еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продуцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миночки, кој беше дојден по нова истражувачка мисија во Струшкава регија. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи соборната црква Свети Јован Крстител во селото Мислешево, ја навестуваа празничната атмосфера, каде што, како од селото, така и од неколкуте соседни негови села, како бисер гердан се зареди народ во правец на црковниот двор. Црковниот двор набрзо се наполни со народ, каде што набрзо пристигна неговото високо преподобие, митрополитот на Дебаршко-Кичевската епархија, господин Георги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од утринското богослужение со кое чиноначалствуваше неговото високо преподобие, митрополитот на Дебаршко-Кичевската епархија, господин Георги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво и соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето на црковната припрата, предлагам
да ги проследите до сегашните историографски сознанија за духовното живење не само на мештаните од селото Мишлешево, туку ширум Охридско-Слушкава регија, на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миношки, во продолжение на оваа репортажа. Религија е поим што некогаш се користи како синоним за вера, се определува како верба во нешто надприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и установи поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го определуваат поимот како целосна сума на одговори, дадени како објаснување за врската на човештвото со Вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Може да се дефинира и како друштвена појава, која подлежи на некои одредени закони и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие, односно со Бог, божество. Поимот религија се врзува со латинскиот збор, односно глагол религиере, што значи да се поврзе, а за прв пат овој израз бил употребен од христијанскиот филозоф Лактанци во 4. век, говорејќи за врската на човекот со останатите други битија и со Бог. Постојат три основни пристапи по кои може да се согледа религијата како феномен, а тоа се субјективен пристап, објективен пристап, субјективно-објективен пристап. Од гледиште на објективниот пристап, религијата не може да се гледа како секоја друга појава. Додека според субјективниот пристап, религијата постои засебно во однос на останатите работи. Според третиот став, не може да се порекне субјективното, ниту пак објективното, бидејќи религијата е синтеза и на објективното, и на субјективното. Повеќето религии подразбираат учење кое се однесува на суштината, целта на постоење на сепостоечкото, а исто така, религијата подразбира и одредени облици на верски заедници, како и одредени обреди, ритуални изведби, кои се изведуваат на посветени места, односно во одредени институции, цркви, џамии, синагоги и храмови. Постојат три основни групи на теории на религијата. Религијата е изум на една, обично владеачката, привилегираната група на луѓе, како средство за заштита, и ваквиот облик на религија според оваа теорија се јавува во првобитната човекова заедница, како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова волја и дека човекот, како човечко суштество, не може да влијае на тие појави, ниту пак да ги измени или контролира колку и да се труди, а во ваквите појави најчесто спаѓаат поплавите, сушите, грмежите, громовите и слично. Според горе наведената теорија, човекот дошол до идеја за постојање на виша сила која влијае на истото. И на тој начин настанале првите облици на богови кои символизирале единствена моќ кои суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал да им отдаде чест со молитва и жртвување, што е одлика на природните религии: анимизам, фетишизам, тотемизам, браманизам, будизам, конфункцијанство и мухамеданство. Според втората група на теории, религијата е трајна екзистенцијална одлика на човекот, а според оваа теорија човекот е во комуникација со Бог уште од своето постоење, кој во текот на историјата привремено го изгубил, паѓајќи во паганство кое повторно се воспоставува со откровението Божјо, откривање, односно јавување во светот, и како откриени религии се сметаат јудаизмот и христијанството. Според третата група на теорија, религијата е човечка склоност према суеверија,
која произлегла од недоволното познавање на вистинската природа на нештата. Ерих Фром смета дека на почетокот од човечката историја, иако бил исфрлен од првобитното единство со природата, човекот продолжил да се држи до тие примитивни врски, тоест преку врските со природата човекот ја обезбедувал својата сигурност. Токму примитивните религии, во кои човекот сочувствува со растенијата и со животните, го отсликуваат неговиот стремеж да го одржи единството со природата. Од тука, во првобитните религии, животното е преобликувано во тотем. Човекот носи животински маски при религиските свечености, а човекот го обожува животното како бог. Во подоснежните фази од историскиот развој, кога се развиле занаетчиската и уметничката вештина, кога човекот повеќе не бил зависен од даровите на природата, тој ги преобратил производите на својата рака во божества. Во оваа фаза човекот ги обожавал предметите изработени од глина, сребро или злато. На тој начин, човекот ги проектирал своите сили и способности во предметите што ги изработил. Тоест, своите творби ги обожавал во оттуѓен облик. Најпосле, во уште подоснежната фаза, човекот им дал на божествата човечки лик, а тоа се случило кога тој станал уште посвесен за себе, тоест кога открил дека тој самиот е највисокото и најблагородно нешто во светот. Во оваа фаза, обожувањето на антропоморфниот бог има две димензии. Едната се однесува на женската или машката природа на боговите, а втората на степенот на зрелоста кој го достигнал човекот. Во оваа фаза од историскиот развој, најпрвим постоела матриархална фаза на религијата, во која највисокото божество е мајката, а дури потоа се развила патриархалната фаза, во која се појавил богот, татко. Постојат два вида на религија: политеистички религии и монотеистички религии. За политеистичките религии карактеристично е верувањето во повеќе богови, различни божества кои владеат во различни сектори на природно и човечко делување. Политеизмот е карактеристичен за старите, природни пагански религии и тие се повеќе ритуални обредни отколку теориски. Тие не тежнеат кон ширење на разлика од монотеистичките. Најзначајни стари религии се египетска религија, старогрчка религија, римска религија, одинизам, а и речиси сите народи на територијата на Европа пред да го прифатат христијанството, исповедале различни пагански, природни, политеистички религии кои денеска се исчезнати, со исклучок на хиндуизмот и племенските религии на тлото на Африка. Христијанството му е објавено на светот преку црквата и како црква. Црквата е неделива од личноста на Господ Исус Христос. Таа беше во Христа и собраните околу Него, тогаш кога Господ Христос беше на земјата, но и по славното вознесение Христос остана со апостолите и верните во црквата. Со тоа, тој на таинствен начин го исполни завештанието кое им го даде на своите ученици. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. За некои, црквата е само храм во кој се извршуваат богослуженија, други под неа ја подразбираат само црковната епархија, а некои пак црквата ја сметаат за една од институциите во општеството. Не е лесно да се даде прецизно богословско одредување за црквата, зашто ниту во новозаветните списи, ниту во светоотечката литература не постои една исцрпна дефиниција. Свети Никола Кавасила, големиот православен мислител од 14 век, во своето дело Живот во Христа, во духот на големите црковни отци пред него, ја избегнува дефиницијата за црквата, но истакнува дека ако некој сака да ја види црквата, треба да види не нешто друго, туку светата Евхаристија. Откровението на црквата, според Никола Кавасила,
се наоѓа во светата Евхаристија, зашто во неја е присутен Христос и затоа што во неја црквата се пројавува како тело Христово. Затоа и рускиот богослов Алексеј Хомјаков напиша: само оној што ја разбира литургијата, ја свајца црквата. Правилното одредување на црквата треба да ги опфати сите елементи на незиниот живот, во чиј центар ќе биде светата Евхаристија. Од пресудно значење за животот во црквата е секако верата. Таа, според Свети Максим Исповедник, е првиот лек за нашето спасение. Верата се исповеда во црквата при собранието на народот Божји, најпрвин во крштението, а потоа и во Евхаристијата како основна тајна на нејзиниот живот. Да се исповеда верата во црквата, тоа значи да се биде прифатен од неа како заедница и да се постане учесник во целокупниот нејзин живот. Значи, со верата стануваме заедничари Христови и учесници на несоздадениот и божествен живот на Света Троица. Да се припаѓа на црквата, значи да се прифатат етичките правила кои важат за неа. За животот во црквата неопходен е висок степен на етичко однесување, зашто сведочат и житијата на светиите. Етичкото однесување во изворната христијанска смисла е всушност живот со Бога, а не само нормативно исполнување на заповедите Божји. Заповедите Божји треба да се доживеат како патоказ кон вечниот живот, а не како норми или законски обврски кои Бог им ги наметнува на луѓето со цел да ја покаже својата моќ над нив. Сите заповеди, според Христовите зборови, се содржани во двете најголеми Божји заповеди за љубовта, кон Бога и кон ближните. Според тоа, за етосот на православната црква најважна е љубовта, бидејќи таа е темел на новиот живот во Христа. Етичкото однесување и стекнувањето добродетели не треба да се доживеат како цел сами по себе, туку како средство и начин за стекнување на љубовта кон Бога, а потоа во светлината на таа љубов и љубовта кон ближните. Исполнувањето на Божјите заповеди, како внатрешно ткиво на етичкото однесување и доблесниот живот, треба да има нагласен евхаристички карактер и смисла. Исполнувајќи ги само на тој начин заповедите, верните можат да ја доживеат црквата како заедница на Бога и луѓето, во која како смирени работници на лозието Господово ќе остварат единство со Бога, што всушност е крајна цел на христијанскиот живот. Важен елемент во животот во црквата е и нејзиното исцелително дејство. Во црквата луѓето се исцелуваат од гревот, страстите и болестите. Во неа, според зборовите на свети Кирил Ерусалимски, се лечи и исцелува секој грев. Меѓутоа, треба да се нагласи дека црквата лечи не со она што го има, туку со она што е. Според свети Никола Кавасила, она во што учествуваме не е само нешто што му припаѓа на Христа, туку тоа е тој самиот. Црквата им го нуди на верните лекот на безсмртноста, кој според свети Игнатий Богоносец е светата Евхаристија. Во неа, како собитие, заедницата во своите души ги примаме не зраците и светлината, туку самото сонце, тоест Христа. Затоа, и учеството во литургијата подразбира учество не на одвоените единки, туку на сите верни кои ја сочинуваат заедницата на светите во единиот свет, Господ Исус Христос. Карактеристично обележје на црковниот живот е проповедта. При вознесението, Господ Христос на апостолите им дал заповед да проповедаат по сиот свет. Одете и научете ги сите народи. Проповедта е предуслов за верата и познавањето на Господа Христа, зашто како ќе го призоват оној во кого не верувале. Како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле. А како ќе чујат без проповедник. Важноста на проповедта ја нагласува свети апостол Павле кога вели: ако со устата го исповедаш Господа Исуса
и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Смислата на проповедта на Словото Божјо е во единството на верните со Господа Христа, односно со Бога во Христа, што и треба да биде содржина на проповедта. Заради тоа, нејзиното место во литургијата е веднаш по читањето на Евангелието, кое ги воведува верните во единство со Словото Божјо, а ова единство во потполност се остварува во светото причестување, во заедницата со телото и крвта Христови. Сите наведени елементи на животот во црквата доаѓаат до целосен израз во Евхаристијата, која е тајна на единството на Бога со народот негов и во која се согледува суштината на црквата и вистинското назначение на светот. Суштината на црквата не е во тоа да пренесе самоизвестни уверувања или идеали, ниту да наметне одредена дисциплина, ни да ги подобри условите за живот, туку да го објави и даде новиот живот во Христа. Литургијата, како основна тајна на црквата, во овој век ја предочува содржината на животот во идниот век, кога Бог ќе ја открие потполната вистина за себе си. Во Царството Божјо, Бога ќе го гледаме лице во лице и ќе дојде до полн израз нашата вера, етичкиот живот ќе добие исполнување во средбата со владиката, сите достојни се стекнат немирливо здравје, а на сите благовестници јасно ќе им се покаже Господ на славата. Друг критериум за одредување на црквата е дека таа е заедница на народот Божји во Христа. За значењето на заедницата, за христијанскиот живот во црквата, јасно говори една древно христијанска изрека: еден христијанин, ниеден христијанин. Бидејќи црквата е заедница и собир на мнозина или на сите, неа не може да ја зачинува еден христијанин, па нека е и најсовршениот. На суштината на црквата, како собир на повиканите, или поточно на оние кои се одзвале на повикот Божји и кои ја прават заедницата со Бога, укажува етимолошкото значење на грчкиот термин за црквата. На поблиско одредување на црквата како собир на народот Божји во Христа укажуваат и називите кои се среќаваат во Светото Писмо: собор на светиите, тело Христово, Божји дом, заедница на Светиот Дух, а за взаемната поврзаност на Христа со верните јасно кажуваат представите за Христа како лоза и верните како прачки, за Христа како темел и црквата како градба. Во Евхаристијата, како тајна на идниот век, со верата и покајанието, со исполнувањето на зборовите Божји и действителната љубов кон ближните, верните доаѓаат во најприсно единство со Господа Христа. Оваа вистина ја нагласува и свети Иринеј Лионски, велејќи: нашата вера е согласна со Евхаристијата, а Евхаристијата ја потврдува нашата вера. Во литургијата, според зборовите на свети Никола Кавасила, го наоѓаме она што црквата ја прави единствена и потполно различна од сите други заедници во општеството и различна од сите други религии. Светата Евхаристија, како средиште на животот во црквата, има за цел во неа да оствари единство на сета твар со Бога и сиот свет да постане едно тело Христово, црква. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од утринското богослужение со кое чиноначествуваше неговото високо преподобие митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија господин Ѓорги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво, со соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето на црковната припрата, предлагам да ги проследите моите сознанија како за Дебарско-Кичевската епархија, така и за световниот и духовниот пат на неговото високо преподобие митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија господин Ѓорги во продолжение на оваа репортажа. Дебарско-Кичевската епархија е една од 15 епархии на Македонската православна црква, која го опфаќа југозападниот дел на Македонија и е со седиште во градот Охрид. Прв епископ Велички, а подоцна митрополит Дебарско-Кичевски е Методиј
чие негово световно име е Ѓорѓи Поповски. Роден е на 27 март 1914 година во Прилеп. На 27 октомври 1936 година е ракоположен за ѓакон, а за свештеник во јули 1937 година. На 13 март 1966 година е избран за епископ Велички, а во 1968 година е востоличен за митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, со која управува до неговото упокојување на 25 февруари 1976 година. Втор митрополит на Дебарско-Кичевската епархија е господин Ангелари, чие негово световно име е Цветко Крстевски, роден на 7 април 1911 година во прилепското село Долнени. Во 1932 година во црквата Свети Димитрий во Битола е ракоположен за ѓакон, а за свештеник истата година во црквата Света Богородица во Битола. Монашки постриг примил во 1972 година. Во 1975 година е хиротонисан за епископ Пелагониски, а во 1977 година е востоличен за митрополит Дебарско-Кичевски. После изборот за архиепископ Охридски и Македонски на Македонската православна црква на 19 август 1981 година, со Дебарско-Кичевската епархија администрирал до 20 септември 1981 година. Трет митрополит на Дебарско-Кичевската епархија е Тимотеј, чие негово световно име е Славе Јовановски. Роден е на 20 октомври 1951 година во Младо Нагоричане, Кумановско. Монашки постриг прима на 10 септември 1981 година во Бигорскиот манастир, а на 11 септември 1981 година е ракоположен за јероđакон во истиот манастир. На 13 септември 1981 година е ракоположен за јеромонах во Кичевскиот манастир, а за архимандрит е произведен во манастирот Свети Наум Охридски во Битола. По изборот за епископ на 20 септември 1981 година е хиротонисан за архиереј на Македонската православна црква во црквата Свети Димитрий во Скопје. Од 21 септември 1981 година е назначен за митрополит австралиски и администратор на Дебарско-Кичевската епархија. Со австралиската епархија раководел до 1955 година, од кога продолжил да раководи со Дебарско-Кичевската епархија како митрополит Дебарско-Кичевски. Неговото високо преподобие, господин Георги, митрополит Дебарско-Кичевски, чие негово световно име е Ѓоко Ѓорѓиевски, е роден на 24 јули 1968 година во Скопје, како второ дете во благочестивото семејство на Душан и Даница. По завршувањето на основното образование во 1982 година се запишува во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски и како дел од 19-та генерација богослови матурира во 1986 година. Високото богословско образование го продолжува на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје, каде и дипломира, а во октомври 1990 година се враќа во богословијата, каде што во текот на следните 3 години ги предава предметите Свето писмо на Стариот и Новиот Завет, црковно-словенски јазик, старогрчки јазик, латински јазик, црковно пеење и теорија на музиката. Во 1993 година започнува со
постдипломски студии на Источниот институт во Рексенбург, Германија, а следната година заминува во Рим, Италија, каде што во 1996 година магистрира, а во 2000 господово лето докторира на одделот за библиски студии при Теолошкиот факултет на Понтификалниот универзитет Григоријана во Рим, Италија. После враќањето од постдипломските студии во 1999 година, 2 години предава во богословијата по предметите Свето писмо на Стариот Завет, црковно-словенски јазик и старогрчки јазик, а од 2001 година е професор на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје по предметите Вовед и екзегза на Светото писмо на Стариот Завет и библиска историја со археологија. Од 2000-тото господово лето до 2010 година ја извршува должноста шеф на кабинет на архиепископот, а од 2000-тото господово лето до 2007 година е секретар на Американско-канадската православна епархија. Во периодот од 2010 до 2014 година ја извршува функцијата амбасадор на Република Македонија при Светата столица во Рим. По завршувањето на мандатот, повторно се враќа како професор на Богословскиот факултет, а во периодот од 2016 до 2023 година во 2 мандати е декан на факултетот. Активно учествува во работата на Македонското библиско здружение, а од 2020 година ја извршува должноста генерален секретар. Тој е вклучен во завршниот дел при подготовката на ревидираното издание на Светото писмо во 2006 година, а воедно е и координатор на преведувањето на Новиот Завет и псалмите од оригиналните јазици. Член е и на Комисијата на Македонската православна црква за превод на богослужбеното Евангелие. За време на школувањето во богословијата неколку години е уредник на списанието Млад Богослов, додека за време на студиите на факултетот е уредник на студентското списание Православен благовесник. Од 2002 година до 2006 година е главен уредник на списанието Православен пат, а од 2016 година е уредник на годишниот зборник на Православниот богословски факултет, а од 2025 година е председател на уредувачкиот одбор при факултетот. Автор е на неколку книги и повеќе научни трудови. Од странските јазици активно ги говори италијанскиот и англискиот јазик, а се користи и со германскиот и францускиот јазик. Неговото високо преподобие, господин Георги, митрополит Дебарско-Кичевски, е замонашен на 27 мај 2025 година во манастирот Свети Великомаченик Георги во Криви дол во Скопје. За јероđакон е ракоположен на 28 мај 2025 година на празникот на светителите Гаврил Велички и Ахил Преспански, а за јеромонах на 29 мај 2025 година на празникот на Вознесението Христово. На 8 јуни 2025 година на празникот Педесетица е произведен во игуменски чин. Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија на својата редовна седница во пол состав одржана на 12 јуни 2025 година, раководен според Светиот Дух, едногласно и еднодушно го избира неговото високо преподобие архимандритот господин Георги за митрополит на Дебарско-Кичевската епархија при Македонската православна црква Охридска архиепископија. Наречението на новоизбраниот митрополит Дебарско-Кичевски се изврши на 12 јули 2025 година на Петровден во храмот Свети Климент Охридски и Свети Пантелеймон на Плаошник, а епископската хиротонија и интронизација
за митрополит Дебрско-Кичевски се изврши на 13 јули 2025 година на Павловден во соборниот храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид. Сега и секогаш и во вечни векови. Святым Твоим божественным бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися в правде Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од утринското богослужение, со кое чино начествуваше неговото високо преподобие, митрополитот на Деварско-Кичевската епархија, господин Ѓорги, заедно со дел од свештениците на Струмското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во селото Мислешево, во чест на осветувањето на црковната припрата, предлагам да ги проследите до сегашните мои историографски сознанија, како за Мислешевската соборна црква, така и за црковната припрата во продолжение на оваа репортажа. Црквата Свети Јован Крстител се наоѓа во средината на селото. Таа е соборна црква. Оваа црква е многу стара црква. Според црковно-историографските записи, незината првична градба представувала рано христијанска базилика. Се претпоставува дека незината градба датира од крајот на 9 век. Со самото доаѓање на Свети Климент Охридски на овие простори, за да првичниот средновековен изглед го добива за време на царот Душан во првата половина на 14 век. Изградена е на култно место каде што се наоѓала поголема градба. Патрон и празник на црквата е Свети Јован Посен, меѓу православната екумена попознат како оплакувањето на главата на Свети Јован Крстител. Црквата Свети Јован Крстител е изградена во 1898 година, а вообновена во 1903 година, чиј ктитор е Ристе од родот на Прентовци, а осветена во 1905 година на сам ден на празникот Руса среда, а за тоа говори надписот на западниот зид, каде што пишува: Приложогенија Господова негова Петруша и братимаја Панде Наумовога и синови Коцаре из Охрида, со подрогома и чада рада, родбители иже заблагодарају за здравје, за вечнојега спомена на помошега. Амин, упоенога Наума и Стефана Бог да ги проси, из Роки Сарафима исто из Охрида 1898 27 августа. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за прероденскиот период во Македонија, со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината изградба е од претежно камен и обработени мермелни камени блокови на западниот зид и врзивните зидови и печена опека, меѓусебно поврзани со варов малтер и метални затеги до кровната конструкција. Кровната конструкција и апсидата е изработена од брестово дрво на две води обложени со керамиди. На западната страна од црквата доградена е камбанаријата во грчко-патријашки стил, од каде што се влегува во нартексот. Над вратата постои длабена полукружна ниша со насликена до појасна представа на Свети Јован Крстител.
Црковната припрата почната е со градба во 2023 година, а завршена во 2025 година. Изградена е на западната страна, каде што запајќа мали делови на црковниот зид од северната и на црковниот зид на јужната страна. Градбата на црковната припрата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија, со неколку полукружни капители, чии зидни површини деловно се зографисани. Основата на градежниот материјал за незината изградба претежно е од обработен камен, меѓусебно поврзан со варов малтер и армирано бетонски затеги до кровната конструкција. Кровната конструкција на апсидалниот дел и колонелите е изработена од брестово дрво на две води обложен со герамиди. Почитувани мои, документарниот запис од утринското богослужение со кое чино начелствуваше неговото високо преподобие, митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господинот Георги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво, со соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето на црковната припрата, ќе го проследите во продолжение на наредната репортажа.